Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. Еве, патувавме низ времето, патувавме низ деновите, од понеделник до петок, во сабота и недела репризите, и така си дојдовме до крајот на третата сезона. Јас навистина сум среќна, бидејќи сите 3 сезони емисијата имаше свое течение, успешни гости, успешни рецепти, многу гледаност од вас и многу пофалби, и од сестраце навистина ви благодарам. Во овој момент сакам да се заблагодарам едноставно на сите учесници и во оваа трета сезона, за која што нели се прашувавме дали јас ќе успеам да ја издржам поради мојата тешка здравствена состојба, но еве ме на нозе сум до крајот на оваа сезона. Знам дека беше интересно. Јас ве гушкам сите учесници. Ви благодарам на големата љубов и доверба која што ми ја пруживте на мене лично. Да се заблагодарам на мојот тим, тимот кој што постојано е со мене, режијата, камерманите, моите драги помошници во кујната Рамизе, Мица, тетка Мици, на мојата драга уредничка Ели, се разбира на продуцентите, на набавувачот наш Тони и на целиот тим на Канал 5 телевизија, се разбира на чело со нашиот директор Иван Мирчевски. Благодарам на довербата и се надевам дека бевме интересни, па ќе продолжиме и во четвртата сезона, ако даде Господ. Песни, ора, музики, разни збиднувања, разни приказни, слушнавме се и се што од нашите гости. Но денеска, драги мои, како наша шлак, или како се вели јаготката на шлакот од тортата, а и торта ќе правиме за нашата последна емисија од оваа сезона, си побарав и пеач кој што вие многу го сакате, јас го сакам од земјата до небото и надзад, тој тоа го знае. Го чекавме цело време и еве, со сета љубов и почит си го поканувам да ни дојде во нашата емисија нашиот Владко Миладиновски, кој што јас нагалено си го викам Владче. Добро ми дојде, Владче. Добро те најдов. Засипната сум во гласот, ете така целата недела ми е нешто можеби од емоциите, но се радувам што ти сме емотивни и кај мене најпрво емоцијата влие на гласот, најверојатно тоа е најчувствителното и најнежното. Многу ми е драго што сум конечно дел од твојата прекрасна и многу гледана емисија. Јас сум еден од најверните следачи и гледачи на оваа емисија. Да бидам искрен, малку ми правите проблем кога гледам така нешто вкусно кога ќе изготвите, па ми отварате апетит. Ми доаѓа да ви дојдам на крај од емисија, барем за дегустација. Секоја чест, ве следат многу, ве обожаваат, им се допаѓа тоа што го говорите со гостите низ емисијата, што го готвите, што го презентирате и пак ќе кажам, баш ми е драго што секој своја приказка. Апсолутно, да. Како рекоа веќе нашиве колеги при самото влегување твое во нашето студио, велат браво Дракче за јаготка на тортата или на шлакот го одбра. Владче, најомилениот наш пеач. Се чувствуваш ли, Владче, среќен кога ќе кажат еве го нашиот најомилен пеач? Нема поубава сатисфакција, нема нешто подраго, не се споредува со никакви други материјални вредности. Тоа кога некој ќе ти каже дека си му омилен, дека те обожава, дека те слуша, дека бил на концерт, дека ќе дојде на концерт. Различно е тоа твоето, знам дека од кога ме познаеш од мали, колку ме сакаш, знам од самиот почеток, но вака кога со луѓе прв пат се сретнувам, ќе ти го кажа, тоа е навистина драго, е различно и ти си од самиот почеток со мене и јас многу се радувам. Рече Дракче, јас готвам, но торта не знам да правам. А бидејќи ни е последна емисија, јас ќе правам торта. А ти ќе пееш, Владче, за тоа си дојде. Ја ќе дегустирам. И ќе дегустираш. Ми одговара. Ти одговара. Не сум многу вежд во кујната, и да бидам искрен. Најверојатно ме разгалиле кога бевме дома, мајка ми готвеше. Па сега сопругата,
е доста вешта. Баба ми, дедо ми, од сопругата, родителите се професионални готвачи и сега јас да им се мешам во кујната, не оди. Ајде не погрешам, како беше? Разгален сум, тоа е во прашање кујната. Биди разгален. Сум стручен дегустатор, со префинет вкус. Биди разгален и понатаму, затоа што тој што го разгалуваат, многу го сакаат. Се надам. Добро, мој возврат, се трудам да возвратам на таа разгаленост. Оние гледачи кои што не гледаат редовно и оние кои што се во Македонија и пошироко знаат каков спектакуларен концерт направи во Борис Трајковски салата, каде што Македонија пееше со тебе и јас пеев во публиката. Те слушав. Знам. Се радував од сето мое срце. Дел од таа атмосфера ние ќе пренесеме и сега на гледачите. Ти ќе ми дојдеш од оваа страна, а потоа јас сум миксерот ќе работам и ќе си муабетиме. Ајде, колеги, да погледнеме дел од атмосферата, можеби е Борис Трајковски, можеби од Охрид, но Владче ќе ме исправи каде е тоа, Борис Трајковски е. Да. Борис Трајковски. Ајде, браво. Haide să facem Laura! Voreni od Porojanov čaršijata Degidijano mori belajano Degidijano mori belajano Ofjano, jano, jano Degidi belajano Jano Hajde Makedonci noro će ti kupam jano šalša mija jano anterija ti da ja nosiš jano ti da ja nosiš ti da ja nosiš jano ja da te gledam ti da ja nosiš jano ja da te gledam. Ajde tanec! Degidijano mori
da te gledam, Jano, jaz da te gledam, jaz da te gledam, Jano, da ti prilegat, jaz da te gledam, Jano, da ti prilegat. Da si puknat, Jano, da si puknat, da si puknat, Jano, dušmanite i mojite, Jano, i tvojite. Te gidi, Jano, mori bela, Jano, te gidi, Jano, mori bela, Jano, of, Jano, 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 te gidi bela, Jano, Jano. Ajde, tako mi da udam, Jako! Dva, četiri, šest, sedam. Raz, dva, tri i... Vina istina! Neka puknat, Jano, da si puknat, da si puknat, Jano, dušmanite i mojite, Jano, i tvojite. Te gidi, Jano, mori bela, Jano, of, Jano, 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 mori pusta, Jano. Jano, Jano, Весело ќе биде и торта. весела торта, ми рече Драгче, не можеше да се воздржиш и гледам, и пеам, и матам јајца и шекер, Пон- за да те биде понесе. се добро. А плюс Владче пееш песна за Јана, а мојата прва внука е Јана, Маша, и сега го полни полнолетство, па ние сме среќно семејство, баба Драгче многу. Така треба. Да си дочека сега. Пораснале. Владче, Целото време. ова беше третиот твој концерт. Првиот беше во Македонската опера и балет, потоа беше во Охрид и ова е третиот кој што беше, што го гледавме сега во Борис Трајковски. Релативно брзо беа некаде за сите 3 за 6 месеци. Напорна работа. Напорно. Во меѓувреме имавме и една турнеја во тие 6 месеци во Австралија, долга турнеја, неколку гостувања во Европа, во Америка турнеја, така да ни беше 25-та не полна, него преполна и со настапи, и со успеси, и навистина излегавме многу среќни од таа година. Ево оваа година веќе добивме неколку признанија за или награди за сиот тој труд и работа што Вредеше. Вредеше, наградата е заслужена. Се надевам дека ги заслуживме и секако дека е поттик да продолжиме со уште посилно темпо, затоа следуваат нови концерти. Еве ќе го најавам, иако сме на почеток. Можам јас? Може, може. 29 јули со уште еден концерт во Битола на Хераклеја. На Хераклеја ќе се одржи. Да, во античкиот театар во Битола на Одбран Хераклеја. в локалитет. Па сакаме да ја шириме таа концертна магија, како што почнавме во опера балет, во Охрид на антички, во Борис Трајковски, кои што на антички и во Борис Трајковски беа првите фолк концерти воопшто на тие локации. Сега веќе ми проценивме дека е Созряно, дека е можно и лето е. Точно, да, има многу и наши македонци што не живеа во Македонија, веќе тој период се тука. Битола е поприлично силен печалбарски град, но имаме и многу следачи. Битола е и нашиот роден град
роден, буквално роден. Така. И мој на Златко. Таму учевме средно музичко, живеевме по 4 години јас и Златко и некако Битола ни е многу приврзан град, драг град, многу таму и пријатели. Важи за музикален град уште и многу повеќе ни е се драго. родиле. Да, и многу ни е драго што следниот концерт е баш таму, 29 јули на Хераклија. Го искучив малку за да го кажеме сето тоа. Кажав во една емисија дека на времето се сметаше Битола и Струмица за градови кои се градови на песната. Но вие од Кичево, кога се засиливте, кога се умноживте грла бисерни, Кичево стана град на песната. Дефинитивно. И... Па нема погубаво нешто од песната. Ама, друго сакав да кажам. Кое беше чувството во Борис Трајковски кога влегоа со знамињата и се фатија на големото оро, кичевчани и сите од Македонија, неброени, и тоа беше едно, како рековме, едно најголемо оро. Буквално беше најголемо оро. Знаеш, Драгче, што е можеби најдрагото и во таа ситуација, што сето тоа беше спонтано. Спонтано, Никој тоа ненаместено. не го организирал или планирал, едноставно луѓето по свој собствен природен нагон, инстинкт, го направиле тоа и само така може да биде големо и верно. И да биде убаво. И да биде убаво исто време. И јас, самиот знаеш во каква состојба бев, и ти се јавив и те замолив, Владче, дали има влезници за мене? Ти ми рече да, од моите. Вие сте лично мои гости. Така, јас Многу и ми беше сопругот, драго, и мојата ќерка, сега и сакам да го поздравам и секогаш го спомнуваме, особено во мојата фамилија, тоа е многу драг и можам неском да кажам дека најслушан изведувач а да не е од нашата фамилија, така да може да си го присвоиме како да е наша фамилија. Ви го доделувам, затоа што сите ме сакам. Повремено. Сите ме сакам. Така да го поздравуваме од сестрце. И тој вас многу. Орце, цар од негови случајно и за нас така си го дежуваме. Него, неговиот глас, неговото пеење и особено неговите песни. Неговите песни се доста актуелни низ нашите прослави, седенки, весели. Заемна е љубовта. Не само во моето семејство, него во цела наша фамилија си имаме со години. Исто во една прилика ти самиот кажа, освен моите братучеди и роднини што ги имам, мој брат е исто спасен и орце. Така ти го тоа кажа и убаво звучи. Милно е да се слуша. Значи, јас со миксер од бучава правам. Па мора. Додадов млеко, сега ќе додадам и масло. Може ќе ја запамтам торта. Тортата ќе ја запамтиш. Дома да ја правам. Направиш, ако ќе ти шепнувам. Ќе ти шепнувам. Или ќе ја направиме кришум од несија. Може. Речи невестата дека кога не беше дома ти ја направи. Да. Ете така. Може и така. Јас уште малку ќе бучам, зашто и можам и да го набалам. Потивко, зашто има една песна што јас се подкревам цела кога ти ми ја пееш, па би сакала малку да ми отпееш. Се задоволство. Ајде, знаеш Што ме ослободи од готвење сега за пеење? За пеење немаш гај. Пол година, мамо, како кријам, пол година, мамо, јас не спијам. Не знам како, мамо, да ти кажам, неќам тебе, мамо, да те лажам. Мајко, ќе одам јабана, късмето да си го пробам, паричка да си спечалам, па да можам да се оженам, ергелак, мамо, да сменам, па да можам да се оженам, ергелак, мамо, да сменам. Браво, браво, браво! Златно од мое дете. Ова песна ја промовирав прво јас.
Да, ова ти е најприврзана ти е за тебе. И затоа сум многу среќна и сега ќе го зголемам малку за да ни биде ова брзо, а режијата ќе ни стави нова песна, нови импресии кои што ќе ги гледаме, нема да го слушаат миксерот, ама ќе не гледаат како пееме и играме. Да. Ајде, одиме со вториот видео. Есен тажна, љубов лажна, ти ми подари. Срце стега, а ти бегаш, сам ме остави. Немам сила, моја мила, да те задржам. Така реши, многу сгреши, дал ќе издржам. Кој ти мрси, руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие. Кој ти мрси, руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие. Дошло лие, многу тешко ми е. Покрај брегот сам се шетам, палев да те сретнам. Безмерно те љубам мила, како некогаш. Моите мисли вечно ти си, знај за секогаш. Кој ти мрси, руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие. Кој ти мрси, руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва спие. Со тебе ноќва свиет. Кој ти мрси, руси коси, кој ти гали нозе боси, кој со тебе вино пие, кој со тебе ноќва смие, кој со тебе ноќва смие. Ми најде работа. Ти најдов работа за да... Работи за џабе не си Не, кога ќе го сипам тестото, ти ќе ни додадеш кајсија. Добро. Инаку ова песна ја пееше Тоше од Кичево, кој што живее во Струга, во твоја чест и во моја. И кога ме прашаше кој ти мрси руси коси, му кажав мачката Бела, чичко орце во Америка. Значи убава песна. Поздрав до Тоше и до Христијан и сите Мирче, сите кои што беа млади и според мене многу надежни и верувам дека ќе го продолжат
Ќе ни Тој дојдат пат уште може би уште посебни посакувам, убави нови песни. Имаме Да видам- уште од Кичево уште да што не биде- дошле. Не, Имаме уште. може една сезона да пополни со Со Кичевцани. Кичево, нели? И верувам дека допрве ќе излегуваат Нека има. и верувам дека Кичево ќе биде град на пејачите што многу добро. Според тоа како се одвиваат работите, Нека биде. верувам во тоа. Нека Да, да, биде. нема лошо, таа не е А песната е лек за се. така е. Значи, што спремаш ново? Има ли нешто најново? Знам дека има, но на крај ќе го чуваме Е, како тоа на шлаг. крај ќе го пуштиме, да. Да. И ќе го пуштиме да го Да. видат гледачите. Да. Тоа е една многу убава композиција, на која што сум многу драг, многу ми е драго и многу сум мерактисен. За новата песна За новата и за песна. видеозаписот. Се комплетно сработивме, некако ни се склопија коцките, излезе поприлично добро, баш како што сакавме. И се надевам дека ќе се пронајдат и многу Локација на гледачи. снимање ќе ни откриеш. Се снимаше на 3 локации. Првата беше во Италија. Аха, Ако веќе ја најавуваме, ќе кажам дека и песната е посветена на Михаела. така, Михаела прв пат се опејува во песните. во македонска народна па и забавна песна. Иначе таа Михаела постои, таа е една преубава девојка која што живее во Италија и е ќерка на мои пријатели. Баш се појавува во видеото, таа во Италија. Значи, Михаела е главната улога. Да, и е посветена и е главна улога. Можам сега нешто или? Сега јас ке ти кажам, ти кога ќе треба пола да го направиме ова. Вториот сет на снимање беше во Скопје со еден драг гостин кој што прв пат исто го гледаме во народната музика. Тоа е маестро на гитара Петар Ренџов. Браво. И еве ќе споделам една приказна за него, која му се јавивме да не бидеш гостин, тој вика со задоволство. Да се видиме да ја слушнеш песната. Така. Да знаеш во што ќе гостуваш, ја слуша песната, ја изслуша цела и завршува вика. Дали знаете дека ќерка ми се вика Михаела? Душа, сте му ја погодиле. Сме му ја погодиле, а Так. тоа немавме таква информација. На Навистина, сите страни. да, навистина ни требаше гостин Песна на за гитара, не гостин на гитара Ајде, кој што тој ни се вклопи перфектно во аранжманот, во композицијата и дополнително и со неговата ќерка. Ете, се поклопило. Да, и крајното третиот сет на снимање беше во Валандово, на Валандовската сцена. Браво. Секако потпомогнати од фестивалот, од општината, од градоначалникот. Да изгледа И од уште сите- посвечено. Да, на прекрасна сцена, на која што сценограф беше Зоран Тошевски. Тоа челажичето само ако сакаш. Повели. Исто е видео анимациите како и секогаш што ни ги прави неговата сопруга Македонка. А така? Па вие се сте направили убав склоп на се. Те сакал Господ и се вклопија работите и Коцките дошле на резултатот свое е прекрасен, да ќе оставиме на крајот емисија да го Да. видат спотот и песната да ја слушнат. И потоа да ни пишуваат, да ни коментираат. така. Сакаме фотографии, нели? Како велиме на секој, многу му е битна и поддршката од луѓето за кои што пее. Колачот ни е готов. Сега ќе оди на печење. Ајде. А кога оди на печење се бара песна. Мислиш што ќе отпееш сега? Рефренче? Пошто бидејќи го спомнавме Орце, аба да не биде празен поздрав и спомнување. Така? Јас се скоро правев еден месец има некаде, роденден, јубилеен 40-ти роденден. Да си жив и здрав, да ти се множат. Благодарам. И еден од братучедите, од синовите на Војо, од тие двајца што не пеат. Мислам што не пеат јавно, а убаво пеат. И зеде микрофонот и вика се јас една песна, една-две да испеам од мене, така без музика. И едната од нив беше Пукнала мајко мори, треснала, зошто ме роди мамо сирома, па ме испрати Австралија во
во таја града, мамо Сиднеја. Браво, го роди мајка Даница, за да го земам јас. Ете така. Сиробаме со късмет. Со късмет. Фала му на Бога до сега. Добро е. Сега ќе одиме со Не знам дали третиот. Сиромов, Не, така е супер песна. си е. Супер си е. Нема Ферари, ама има душа. Како Ферари. Има душа планина. Ете така. Ќе одиме со третата песна која што подготвивме, за да ни се пече колачот. Драги мои, ние тука можеме и да играме и да пееме. Се ни дозволят. Да. Долу под лична галичица, реката Дрим кај што извира, таму крај бистрото езеро, манастир убав се простира. Манастир свет македонски, на светина Охридски, знаен по чудата негови, славен од народ со векови. Почива мудриот ученик на свети Кирил и Методи, просветител, благороден, на Бог и народ посветен. Верно на народ му служеше, со свети Климен го учеше, вера да слави христијанска во своја црква македонска. Земјата прославена пред Христос благословена. Кога во манастир влезете, на гробот на светина глава ставете. Чујте го и вие чудото, како му удира срцето. Уште за истата татковина, библиска Македонија, библиска Македонија.
Владче, ова е многу емотивна Да песна. бидам искрен, ова ми е една од подрагите. Така, Многу за, по емотивна. мој вкус, многу ми се допаѓа што е поврзана со легендата каде што е сниман спотот во Охрид во Свети Наум. Така. Буквално тоа слушање на гробот од Свети Сите што Наум. сакаме да го слушнеме. Е, така. Морам и да ги спомнам, текстописецот Тишко Крстен Умовски Мечкар, музиката е на еден многу голем човек, за жал не е меѓу нас, Стоден Новачевски, еден голем хитмейкер, еден голем македонец. И аранжманот, како и секогаш, е на Златко Миладиновски, исто и за Михаела, ајде да кажеме дека музиката и аранжманот се на Златко, а текстот е на Ѓорѓи Калајџиев. Прекрасно нешто, јас кога и да се спомнете двајцата браќа, тука настануваат овации, морам да го поздравам и Златко, затоа што Тоа е повеж во готвење. многу луѓе дојдоа пејачи кои што сите со хитови и со љубов зборуваа за музиката на Златко. Во четвртата сезона има се да остави и да готви и да пее заедно со мене. Да, Златко И е да многу свири. посветен на Ете, својата така. работа и е постојано претрупан не само за нас кога Така. кога готви песни и хитови, него туку работи и со сите овие млади што ги спомнавме, со мои колеги, со секако и моите братучеди Дарко, Дамјан, но и Спасен кој што ние исто соработува со сите, е отворен, космополитен кон сите колеги и колешки кои што едноставно творат и сакаат да создадат нови Те песни. слушам тебе и емоциите ме влечат, ки ми изгори колачот. Нема да не биде за џабе Да работата. не биде чумур За џабе работата. се мачев да ги ставам тие. Нели, колку труд вложи. Колку труд вложив и струја потрошив. Јас барам да видиме, драги мои колеги, и фотографии кои што Владко ни ги пушти да ги прокоментираме. Ова е постерот. Ова е веќе најавниот Така. постер за 29 јули од 21 часот за нашиот концерт во Битола на Хераклеја. Ще е наш концерт, Владко Миладиновски и Златко Миладиновски со неговиот огромен оркестар. Веќе ги поздравам сите членови од оркестарот, кои што се во голем број и многу си ги цениме, сакаме и многу со мерак и со ќеф доаѓаат да музицираат. И убаво звучи. Да. Прекрасно. Ова е првата награда Така, на за Златната оваа бубамара. година, Златна бубамара. Еве пред неколку дена добивме и на Лазаров Авордс, исто една голема и вредна за нас награда и внимание. Ова е концертот од Борис Трајковски со нашите зорладжи Андреј и Александра, а во позадина е Стефче Стојковски со неговиот син Тео Стојковски. Многу ќе ги поздравам, веќе ние како деца почетоците ни беа со Стефчи, со неговиот И оркестар. тоа мене е и на прекрасен Златко. човек е Стефче. Прекрасен човек и сега многу ни е драго што и Тео музицираше со нас и се надам дека таа традиција ќе одржиме бидејќи ние сме со иста мисла, македонска чиста музика. Така, браво, одлично. Владче во елемент. Во некој Тука сигурно е ова мојата мајко ќе одам јавана. Може би, може би. Пошто јас таа сакам многу да си ја слушам. Добро. И овде веќе кога се виореа знамињата, кога салата беше преполна, Веќе оде бевме сите на ноце. така, сите веќе на нозе. А ова е од Охрид, ова е од Античкиот театар, една прекрасна фотографија. Овие сите фотографии се на Со поглед се Стефан разбирате. Самандов, да го поздравам, исто прекрасен уметник. Со поглед се Се ми разбираме каже, со брате, добро е? Тој вика да. Само си намигнуваме Добро. или со ишарец се разбираме. Па веќе долги години сме, цел живот сме Заедно. нели децата во семејството, па браќата на сцената, па браќата и во приватниот живот и со нашите семејства сме како Одлично. едно, исто во дел од атмосферата од Античкиот театар кога веќе се појави долу низ Така. публиката. Ова е буквално горе на трибината. На трибините, вака. кога сите- Ова беше еден посебен момент И таму. сите- Ова е мајко ќе одам јава на претходната слика. Она кога што сите сакаат да ја слушат и како велиме и со знаме, и со солзи, и со ракоплескање. Во еден твој наврат на самиот концерт вака рече: "Драга моја публико, моите родители купија хармоника и мислеа дека јас ке свирам, но јас ја одбрав
полесната работа. Но јас не мислам дека е полесна. И пеењето е голема задача и обврска. Така си има своја тежина. Еве, твојот случај на зарипнатост покажува колку е специфично и тешко и знае да биде комплицирано пеењето. Секоја работа си има своја тежина, но и своја убавина, но важно е да си има љубов за тоа што се работи, тогаш не е важно дали хармониката е 50 кг или 15, дали е микрофонот лесен или тежок, ништо не е важно, ништо не е ни тешко. Сега не свири Владче, пеј. Да. Сега ќе ти вика така. Ние сега ќе го бараме рецептот на денот за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Колач со кајси, 4 јајца, 12 лажици шеќер, 12 лажици млеко, 6 лажици масло, 15 лажици брашно, 1 прашок за пециво, 100 грама кајси од конзерва, шеќер во прав по потреба и прелив од чоколадо. Ете, тоа се нам ни беше потребно. Владче, ме праша ти, мене зошто, Драгче, не тазе кајси, но потврди се во тестото. Затоа си ставивме од конзерва. Има причина. Да, кога ќе ја правиш дома, да знаеш. Ќе внимавам. Затоа што... Јас морам да ти честитам на вниманието и на концентрацијата, што можеш и да го водиш прекрасно разговорот, да слушаш песни, да уживаш во песните и да го внимаваш. Рецепт. Тоа е... Ете така. Хармонија во функционирање. Дојдовме до финалето. Јас ке посолам вака, прав шеќер со рака, зашто така сакам, мераклиски ми е. Сито не употребувам, а ти ке направиш ноти или замислени ноти. Како уметниците што викаат. Со едно чоколаде. Ти пробаме нешто. Браво. Владче беше прекрасен гостин, морам да ти кажам. Сакам овој концерт кој што го подготвуваш да биде исто така многу успешен. И се радувам да можам да дојдам. Да можам да дојдам. Ќе не биде драго. Ако не, тој во Битол ќе има следен секако во Скопје. Чоколадото за крај. Да, можам? Да, можеш. Топло е, ќе се разлее, да знаеш. Стегај посилно. Браво. Замислете дека ова е сонце, така го црта Владко, па може и виолински или детелина. Или детелина. Тоа беше битно. Браво. Еден подпис ќе се. Подпис Владко Миладиновски и Драгица Стевковска. Драгче, во гответе со Драгче. Да ми те гушнам. Ете така. Беше драго, ти благодарам. Навистина, долго време се договараме, се погодувавме и мислам дека го одбравме вистински момент и пред концерти со нова песна и спот и како финале за окружување нова прекрасна и многу успешна сезона која што имавте. Ви честитам, посакувам уште многу години да имате сезони, многу здравје, многу среќа, радост дома, фамилијата. Амин, чулте Господ. Вас, сите во екипата и во сите што не гледат. Да ги поздравиме, ве сакаме. Сполај ти, Господи, рајски порти, што ми отвори. Твојот збор, благослов, сродна душа, што ми подари. Кажи ми што стори, изгор љубов, да ме потрефи. Да беше мила песна акапела, цел мој живот ќе те пев, моја Михаела. Друг пат да се сториш, китка орхидеја, јас на невер ќе те носам. Моја Михаела.
златни прстени. Твојот пат, мојот пат, вечно да се милав крстени. Кажи ми што стори, изгор љубов да не потрефи. Да беше мила песна акапела, цел мој живот ќе те пев, моја Михаела. Друг пат да се сториш, китка орхидеја, јас на невер ќе те носам. Еј, моја Михаела. Да беше мила песна акапела, цел мој живот ќе те пев, моја Михаела. Друг пат да се сториш, китка орхидеја, јас на невер ќе те носам. Еј, моја Михаела. Да беше мила песна акапела, цел мој живот ќе те пев, моја Михаела. Друг пат да се сториш, китка орхидеја, јас на невер ќе те